Со овој амандман, дел од пратениците на Социјалдемократскиот сојуз предлага да се обезбедат дополнителни средства во износ од 88 милиони денари за отпочнати капитални инвестиции во областа на социјалната заштита, за градежни работи и опрема за исполнување на обврските согласно склучените договори за изградба на дневни центри за лица со попреченост и за старски домови во неколку општини, меѓу која и општината од која јас доаѓам, а тоа општина Пробиштип. Во амандманот е предвидено дека завршувањето на овие објекти од областа на социјалната заштита, согласно динамиката и договорите, е предвидено да биде во 2025 година. И сега, јас овде ќе си дозволам да прочитам неколку наслови од медиумите во врска со домот за стари лица во општина Пробиштип. Ќе се обидам да ги подредам хронолошки, за да јавноста има целосна слика околу долго најавуваниот дом за стари лица во општина Пробиштип. 29 јануари 2020 година. Министерот за здравство Венко Филипче и градоначалникот на општина Пробиштип Драган Анастасов во посета на здравствениот дом во Пробиштип, министерот Филипче најави дека јужното крило при здравствениот дом во Пробиштип ќе се адаптира во дом за стари лица со капацитет од 54 лица. Август 2020 година. Интензивно се работи на преадаптација на неискористениот простор на здравствениот дом Нада Михајлова. Рокот за изведба на овој проект е 12 месеци од денот на започнување и воведување во работа. 15 октомври 2020 година. Изведбата на проектот Дом за стари лица е во тек, веќе во месец мај ќе биде завршена и општина Пробиштип ќе добие дом за стари лица. Април 2021 година. Финишираат градежните работи во домот за стари лица. Домот за стари лица во општина Пробиштип ќе биде отворен и во него ќе може да се сместат 54 станари. 24 декември 2022 година. Се коригира проектот за домот за стари лица во Пробиштип, изградбата ќе продолжи. Проектот мораше да претрпи измени. Се надевам на подпишување на договор во месец февруари, со што за неколку месеци би се комплетирал и граѓаните на општина Пробиштип ќе го имаат најсовремениот дом за стари лица, изјавил градоначалникот Анастасов. 26.12.2023 година. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска потпиша договор за изведување на градежни работи во здравствен дом со цел пренамена во дом за стари лица. 8.1.2024 година. Градоначалникот на општина Пробиштип информираше дека по застојот од 18 месеци во текот на 2024 година во Пробиштип ќе се гради дом за стари лица. За денеска, после 5 години, да зборуваме за амандман на кој е потпишана и Министерката за социјална политика, тогашно Министерство за труд и социјална политика, со кој се бараат средства за обезбедување и завршување на домот за стари лица. Многу ми е жал што министерката Тренчевска, како една од потпишаните на амандманот, не е овде, бидејќи сакав да ја прашам каде се 55 милиони денари потрошени за реконструкција на постоечки објект, бидејќи денеска граѓаните на општина Пробиштип немаат здравствен дом, а немаат ни дом за стари лица. Благодарам. Но